Добар ден. Денешен гостин во Цивил медија е претседателот на СДА Македонија Джелал Хоџич. Со него ќе поразговараме на неколку теми. Каде оди земја во интегративните процеси? Дали во регионов се запали бурето барут? За неколку прашања за Украина, како и за меѓуетничките односи во земјава. Господине Хоџич, како што најавив, прво ќе ве прашам за тоа каде оди земјава во евроинтегративните процеси. Прво благодарам на поканата и поздрав и за вашите гледачи. Република Северна Македонија за жал влегува забрзано во српскиот свет и во една самоизолација од модерниот демократскиот свет, каде што природно припаѓа, каде што од почетокот на независноста е определена траекторијата за членство во НАТО и во Европската Унија. НАТО го остваривме, но еве гледаме со сите сили, овој пат од внатре, се обидува да се спречи патот на Северна Македонија. Истите сили што пробува да го спречат и влезат во НАТО, колку што... Да, апсолутно. И ова е едно дежаву кое нас ни се повторува, да речеме, од 2008 година, па после тек во 2000 која година се случи Преспанскиот договор за да се прифати промената на уставното име и да се прифати компромисот Северна Македонија, кој е многу подостоинствено од бивша Југословенска Република Македонија. Овој пат имаме уште по-бесмислена ситуација, тоа е дека станавме заложници на внесување на помалку бројните етнички заедници во преамбулата на Уставот, во случајот на бугарите во Уставот. Каде веќе постојат други. Каде што веќе постојат други. И ако се сетите на пропагандата која почна, таа паѓа времето секогаш ја соборува. Прво беше не може бугари во Уставот да се они тука како конститутивна заедница и така натаму. Потоа рекоа немаме ние проблем со бугари Уставот, но имаме проблем со понатамошните чекори и бараат одредени гаранции кои никој не може да ви ги даде. Никој на никого, не само на нас. Не. Апсолутно. И тие се измислена приказна за да бидат во суштина пречка за понатамошниот наш развој и кога ќе се случи одреден притиснок и тоа ќе падне повторно во вода. На крајот од денот, ако не ви сметаат бугарите во Уставот и сите овие помалку бројни заедници кои треба да се внесете ги, па ако се случат одредени проблеми, тогаш застанете. Но едноставно се гледа дека се прави една антизападна, анти-ЕУ реторика и хистерија, која за жал влијае. Ја овдека би сакал само да напоменам, пошто рековме од независноста до сега, постојат повеќе точки каде што се гледа осцилации во нашата политика кон Европската Унија. Ние добивме кандидатски статус пред Црна Гора да стане независна држава. Ние бевме подпишавме кон Европската Унија постојат 3 чекори: подпишување на стабилизација и асоциација договор, па потоа добивање на кандидатскиот статус и онда третиот чекор се преговорите и станување на членка. Ние кога го подпишавме стабилизација и асоциација бевме пред Хрватска. Во Европскиот парламент сум седел со пратеници кои доаѓаат од Хрватска и кои се повозрасни и ми кажуваат дека они доаѓале во Македонија да земаат добри практики. Искуство, да. И ние сме го пропуштиле тој воз. Веројатно е дел од таа иста политика, да останеме привезок на српскиот свет. Потоа сега го пропуштаме возот со Црна Гора и Албанија. На почеток на 90-ти Македонија беше запад за Албанија, па дури во одредени сегменти тогаш и за Бугарија. И еве гледаме како паѓа таа пропагандна теза. Меѓу другото зборуваа дека кога ќе се направи влада во Бугарија, ќе се репреговара процесот. Еве гледаме со месеци имаме стабилна влада во Бугарија, нема никакви преговори. Кажа дека нема шанси да се репреговара. Така. На истото становиште и Европската Унија. Од Брисел доаѓаат пораките многу
брутални и многу отрезнувачки за јавноста во Република Северна Македонија, а тоа е вие си имате домашна задача која мора да ја завршите. Да, крај. Без таа не разговараме. Ние се доведуваме во ситуација да Украина, врз која Русија прави една голема агресија, покажува една поголема желба Да, и подготвеност. и подготвеност да прави страшни отстапки само за да влезе во Европската Молдавија унија. исто така. И гледаме дека, за жал, врзани сме на таа една оска со Вучич, Орбан, Фицо, која иде до Путин. Тоа е едната димензија. Втората димензија во која... Додик да не го забрави. Додик е приколка на Вучич. Го имавме тука во Скопје. Тој настан беше исто една страшна порака да... И остана без реакција. Македонската политичка елита му аплодираше на говорот на анти-НАТО и анти-ЕУ говорот на Додик, човек кој сега во периодов му е забранет влез, да речеме, во Германија. А да не забравиме дека и членови на владата беа во Бања Лука на митингот на Додик. И таму стоева мирно на неговиот говор. Има уште една димензија, таа наша сервилност кон Вучичева Србија. Ние гледаме дека ние веќе почнавме да се мешаме во внатрешните работи на Србија со тоа што го попречуваме демократските процеси таму, односно заземаме страна на авторитарниот лидер. На последниот негов митинг, преку 11-12 колку автобуси тргнаа од тука, пазете да ја спасуваат Србија од србите кои се демократски искажуваат демократски револт против нивната влада. Ете, тоа е геополитичката позиција на Република Северна Македонија во моментов, која за жал со забрзано темпо ги урушува своите позиции и својот меѓународен углед кој го повративме кога го прифативме Преспанскиот договор. Бевме една позитивна приказна, до пред само 2 години, 3 години, овдека доаѓа Србија и Косово да преговараат како една позитивна приказна во регионот, а во овој момент гледаме дека и Вучич и Курти се препукуваат преку Македонија, станавме полигон за препукување на регионалните лидери, место да бидеме една локомотива во регионот и да ги влечеме процесите напред. Последните пораки, како што кажавте, од Брисел се дека Албанија и Црна Гора до 2029, тоа е само за неколку години ќе си влезат во Европската унија. Докато што всушност и нас не беше така, и нашата траекторија. Доколку влеговме во преговори кога така, ако ги продолживме преговорите, значи ние влеговме во една само изолационистичка политика која за жал понатаму има реперкусии во сите односи внатре во општеството. Еврокомисарката Кос мислам дека најубаво опиша ситуацијата. Македонија е жална приказна. На нејзините пораки им мислев, тоа се брутални отрезнувачки пораки дека не ќеме да си ја завршиме домашната работа и да си оствариме нашата стратешка цел. Значи, сведоци сме на едно време каде што нашата стратешка цел, членството во Европска унија, стратешка цел на државата и на сите нејзини граѓани се изместува. Се и свртавме грб фактички. Така. Грбот вртање со лицето према исток. Апсолутно. Всушност во само во излагање по ова прашање го отворивме второто. Регионот, веќе го спомнавме што како се случува, дали е веќе запален фитилот од бурето барут, како што се нарекува, особено со последниве, како да ги наречам, воинствени, геноцидни изјави на Додик. Веќе со години, да, апсолутно. Значи веќе со години наназад демократските истражувачи, новинари, активисти упозоруваат, и тоа е веќе стара тема на Западен Балкан, дека Русија преку своите прокси играчи на Западниот Балкан, а сега гледавме дека не е само Додик и Вучич, туку дека и во секоја од државите има одредени проруски структури, се обидува да направи
да го запали бурето барот на Западниот Балкан со цел за да добијат повеќе нормално простор во своите сфери на интереси, сфери на интереси и агресијата врз Украина и така натаму. Обидот не е наивен, но јас сум оптимист дека неговата кариера е завршена. Мислите дека му се последни трзаи? Да, ова се последните негови трзаи. Мислам дека има еден неочекуван момент за сите поддржувачи на Вучич во регионот, не само на Додик како најистакнат, а тоа е дека никој не очекуваше дека студентите ќе се разбудат и никој не го очекуваше тој еден природен процес да младите сили, младата енергија стане и се побуни против еден авторитарен режим. Пред само неколку месеци сите мислеа дека тоа е невозможна мисија. Дури во вие кои го идеализираат Вучич овде кај нас, неговите сестрински партии или неговите идеолошки поддржувачи, они зборуваат еве како треба еден лидер да игра и со истокот и со западот и така натаму. Па можеме да забележиме дека има обиди еден наш политичар на високо ниво да ги следи неговите примери, нели? Не се обиди, тој се труди со сета сила да го перцепира. Меѓутоа се уште е Вучич од Алиекспрес. Да. И за среќа, најверојатно. За среќа, и нормално се работи тука и за одредени капацитети, знае. И никој од таа деструктивна политика не успеа да го предвиди овој момент. И сега самиот Вучич е доведен во ситуација да ја губи енергијата внатре, да се бори за својот опстанок, и во таа борба он е спремен да ги жртвува сите своји играчи и во Босна и Херцеговина, и на северот на Косово, и во Црна Гора, и во Северна Македонија. Проба на почетокот да ги обвини и Косово, и пробува уште Хрватите, меѓутоа како малце да почна да му опаѓа тој ентузијазам да ги преназачи. Тоа многу потсеќа на моментите, ако се сеќаваш, кога овдека пропагандата и курирските медиуми ги заокружува студентите кои протестира. И таа нема ефект. Не можете вие млади луѓе неизвалкани да ги етикетирате. Тие знаете како одговорија на тоа, така што отидоа до Страсбург и на враќање застанаа во Хрватска и се сликаа со Северина, на која и беше забранет влезот во Србија поради изјавите кон Вучич. Ете, тоа е демократскиот стандард кој за жал и нашата власт пробува да го следи. Така да, од таа смисла, кога е он загрозен, веќе опаѓа притисокот во регионалните држави и он е после подолго време во моменти кога е он во една дефанзива и ова е простор кој сите продемократски сили и во регионот и во Србија мора да го искористат. За слободата никој нема да ви ја подари, таа мора да се изборите. И сега е процесот таков да ние, иако се оваа линија Мицковски, Вучич, Орбан, Фицо со Путин во овој момент изгледа силна, јас не верувам дека ако сериозно не ги украде, дека Орбан ќе ги преживее изборите. Као што гледате, Вучич се клати, Додик е веќе осуден, готов е, нема кај да иде. Поентата е да не се дозволи да се произведе конфликт. И демократските сили во Црна Гора се враќаат, власта лошо се снаоѓа. Сега прочитав дека еден дал оставка, не сакал, сега Марович или не знам малце се презименува, образложението му беше дека не сакал да биде во влада со равногораши, русофили и баш така ги нареди. Ако сакате, ова е еден сериозен сигнал и за македонската опозиција да не биде да не влага во замките на власта која сериозно ги нарушува меѓуетничките односи кај нас и да застане цврсто зад политиката и резултатите кои она самата ги има постигнато, тоа е Преспанскиот договор и договорот за добро соседство со Бугарија,
како и политиката на добри меѓуетнички односи внатре, која е клучна за стабилност и за развојот на Република Северна Македонија. Сам си ги најавуваш следни прашања, кој што реков следното беше за меѓуетнички односи, веќе го почна. Како ги оценувате моменталните меѓуетнички односи? Има, како и секогаш кога е власта климава, почнува да се подгреваат некои меѓуетнички тензии кај нас. Гледаме сега дека стабилна е владата, не е стабилна владата, избори идат. Ние сме во една нелогична ситуација, ако ги видите бројките, владата е екстра стабилна. Од нарачанова анкета за... Не, зборам за бројот на пратеници во собрание. Да. Значи, власта во моментов има 78 пратеника, а веќе има протуркано неколку закони кои се двотретински. Од друга страна, видовме дека Арбен Таравари излегува од влен. Тоа беше очекувано. Ама не и од влада. Ама не и од владата, тоа ќе го гледаме сега во мајот. Значи, постои опција владата со толку комотна комоција после една ваква трагедија во Кочани не можеше да си дозволи натре министерот за внатрешни да поднесе морална одговорност. Значи, тука имаме една нелогична... Ниту пратениците излегува да се сретнат со граѓаните, они во меѓувреме се отидоа еден дел во Валенсија на партиска, другиот дел сега се бележав слики, повеќе има членови на владина делегација него ансамбл танец во Јапонија. Тоа се, да не зборам како морален чин во овој период, а да не збориме за колку средства се одлеваат на тој начин. Апсолутно, но јас зборев од таголот дека една влада која има толку големо мнозинство, речиси дветретинско, се плаши да направи реконструкција или се плаши да се го пушти министерот да даде морална оставка. Не збориме ние сега за овие други истражни дејности. Па макар да не му ја прифати премиерот, како што обично била. Не знам, драма, колку луѓе треба да починат да ти се случи за да кажеш дечки јас давам морална оставка, нека си направи истрагата, па знам дека немам ништо, ама ајде после ќе се вратим. Ако го гледаше видеото, кога дојдоа родителиве кај него во МВР, кога рече требаше да си дам оставка, како беше одговорот? Требаше. Значи, повеќе од тоа да имаш некој морал во себе, не утредента во истиот момент, да ставаш оставката на маса, се спакуваш и си одиш. 62 млади жртви. И уште не знам колку во стотини се бројот на повредените. Со години ќе им треба рехабилитација. Тоа само покажува дека владата која и покрај бројките кои ги има двотретинско мнозинство, многу тешко се снаоѓа во процесите кои следат. Мојата теза е дека самиот блокиран пат на Македонија кон Европската Унија, имајќи го искуството од 2008 година до 2016 после самитот во Букурешт, нашата држава ќе внесе во една општествена криза. Таа ќе подразбира внатре и политичка и економска криза. Самиот момент кога вие го блокирате стратешкиот интерес на државата, можете да имате и 120 претеника. Вие во општеството ќе имате криза. Затоа што мнозинството граѓани сакаат членство во Европската Унија, мнозинството граѓани сакаат реформи. Една од најголемите лаги кои ни се случени на нас во овој период е тоа дека па добро, ние блокирани е патот, сами ќе си ја донесеме Европа дома. Тоа е невозможна мисија. Ние да сме можеле тоа да го направиме, ќе сме го направиле во овие 30 и кусур години. Зошто не можеме да го направиме? Затоа што прво немаме знаење, второ немаме ресурси, трето немаме технологија и четврто ние не сме научени сами ако некој нас не усмерува. Значи тоа е нешто што ние мора да го добиеме од Европската Унија. Пристапот до фондовите и да направиме структурни реформи. А ни се нудат. И сега ние тоа го одбиваме во замена на една приказна која ќе падне исто како приказнава никогаш северна што падна. Да. Вие веќе не служи. Пред избори имавме никогаш северна, од еднашка Преспанскиот договор веќе не е проблем. Нели се збореше дека со Преспанскиот договор сме го изгубиле идентитетот, македонците го изгубиле идентитетот.
сега овие пратеници министри во што се, они не се македонци. Да. Значи таа пропаганда паѓа од ден во ден и најлошото се е што за жал блокираниот пат кон Европската унија ја нарушува внатре меѓуетничката доверба. И тука сега имаме два моменти. Првиот момент е кој природно е сега више да кажам така, македонскиот национализам е деструктивен по државата, затоа што не е во согласност на стратешката цел членството кон Европската унија. Потоа не е во согласност со мултиетничкиот карактер на државата. Ги раскарува македонците прво со светот, па потоа ги раскарува внатре со останатите заедници. И на крај, всушност, најголемата болка е дека македонскиот национализам, јас ги приметувам моите пријатели, етничките македонци, кои веќе почнуваат со една горчина и еден цинизам да го исмеваат македонскиот национализам, затоа што они се за Европската унија и сваќаат дека е безсмислен и една убава песна како што е заветна и беше ставена во функција на пропагандата, сега станува предмет на исмевање кај прозападните и демократски настроени. И таа поделба е уште поголема од овие претходно двете поделби. И тоа е едната димензија, а втората димензија е ова што го зборевме во претходното прашање. Дали некој од регионот или од истокот има потреба во Македонија да се нарушат меѓуетничките односи и меѓу другото и тука да пробува да се запали бурето барут, затоа што Македонија во својата природа е мултиетничка и има она што сме го научиле сите ние во овие 30 години, кога нивните обиди за национализам, за омраза не даваат резултати. Тогаш се преминува на чекор погоре, односно тогаш почнуваат дури и да се играат на поголемите, односно на верските емоции. И затоа ние мора да направиме буквално све како општество, како граѓани, како поединци, сите политички чинители, невладините организации, да се отвори една сериозна дебата и да се направи што поголем притисок Република Северна Македонија да се врати на својот пат. На проевропскиот. На проевропскиот пат, патот кон Европската унија, патот кон демократска држава која одговара на сите нејзини граѓани без разлика на нивната етничка или верска припадност. Сметате дека сега за сега меѓуетничките односи не се донесени до ниво на, како да кажем, на опасност за да еруптираат во блиски дни? Во овој момент гледаме дека е мирно, но проблемот е дека ние гледаме сериозни напори да се нарушат меѓуетничките односи. Не знам, вие како новинар, како вие ги толкувате изјавите на премиерот, како одговор на еден опозицијски пратеник, албанец, ќе ве вадиме од дома и ќе ве влечеме за уши. Пишував за тоа. Или како гледате на изјавата... Тоа е дежаву на ги вадиме за уши децата и после на гласање. На гласање, а после тоа имаше да направиме војна. Значи веќе како натака иде тој нивни наратив. Или како гледате на изјавата во премиерот, во собрание, кога кажува дека ќе се зборува од колено на колено затоа што албанец бил министер за надворешни работи и преговарал за македонскиот идентитет. Да, и тоа го дебанкира дека всушност попуштили, не, напротив, видовме дека гледаме сериозни обиди да се изместат одредени суштествени постулати на државата. Законот за езиците, со сите тие, значи секаде се пробува нешто да се... Ама што е пораката дека во оваа држава министер за надворешни работи треба да биде само македонец? Дека припадник на друга заедница не може да биде. Јас со Бујар Османи се познавам, за многу работи не сме се согласувале, за некои работи сме се согласувале, многу
еден период сме биле на спротивни страни, не сме се подржувале, сме се критикувале, но овдека се работи за еден обид да вие кажете дека албанец или не македонец не може да биде носител на висока функција како што е Министерство за надворешни работи и дека тоа представувало нешто што сега ќе се прераскажува од колено на колено и така ќе се подгреваат тензиите. Имам втор момент. Тука Бујар воопшто и Османи не е ни важен. Овдека е важен молкот на сите оние кои се залагаат за мултиетничка Македонија и за оние кои се залагаат за човековите права и молкот на оние кои Македонија ја гледаат како држава на сите нејзини граѓани. Да, ако од страна на, да кажам, националистичките кругови ова е очекувано, ова друго што кажавте, невладините и останатите, па и опозицијата, тука молкот е малце нејасен, најде да најблаго кажем. Тие тенденции на нарушување на меѓуетничкиот соживот овдека се јасни и треба да им се застане во крај. Освен застранувањето од проевропскиот пат, гледам една друга насока на движење на стратешките позиции на државата со нова влада. Ако до вчера го следевме европскиот и украинскиот наратив за војната во Украина, дека Русија е агресор, со последниве приближувања до администрацијата на Трамп, ги напуштивме, тие одеднаш ја поддржуваме, ги поддржуваме наративите, кои меѓу другото ги поддржуваат Кина, Северна Кореја и таквите земи, дека нели Русија не, и сега ние од најголем поддржувач на Украина, одеднаш како во држава да има во државниот врз, како да има штама во однос на тој. Значи, веќе Украина не се само Украина, ти го разбирам прашањето. Ние имаме еден феномен. Најголемите русофили одеднаш ка станаа трамписти. Ако и не ба и до сега. Па не сум сигурен, но антидемократските и антиевропските наративи си ги задржаа. Од друга страна, ние како држава, кога почна агресијата на Русија врз Украина, имавме председател кој беше прозападен, министер за надворешни кој беше прозападен и премиер кој беше прозападен. И министерката за одбрана. Да, и министерката за одбрана која беше прозапад. И сите тие дадоа поддршка на Украина тргнувајќи од демократските вредности. Ние сега во овој момент видовме... Тогаш беа напаѓани. Ние во овој и беа напаѓани од тогашната опозиција, сега... Да, но власт. Ние овдека видовме одредени изјави на сегашната власт, као ете ние ја поддржуваме Украина, но кога ќе дојде таму да се гласува резолуцијата, гледаме дека нашата држава постојат назнаки дека во суштина нели си се подредила под своите пријатели Вучич, Орбан, Фицо и така натаму. Да прекинам само секунда, на самиот почеток кога дојде Мицкоски на власт имаше собир за поддршка на Украина. Дојдоа и тој и неколку министри, дури го држеше знамето, меѓутоа тоа не беше пласирано на медиумите, имаше за разлика од било каде да се појави да сече лента за отварање чешма, сите телевизии ќе го снимаат, ќе има тоа пропаганда на сите национални телевизии, на провладени медиуми. Значи тогаш дали само неколку медиуми известија за тоа. Како скришно да го направи тоа? Еве исто ово што го зборуваш да ти го дадам со друг пример. Каква беше изјавата на премиерот после скандалот на Додик?
Во Македонија? Во Македонија, во не јануари. не знаел што ќе... Значи, гледаме дека... Не осуди, ама не знаел што ќе каже. Да, значи, гледаме кога се станува збор за суштински вредности, да не заборавиме, Додик, овдека, освен што зборуваше анти-НАТО и анти-ЕУ, даде поруки кои го негираат геноцидот во Сребреница, кој е пресуден со меѓународен суд. Втора работа... Прв заменик министер и за меѓуетнички односи е првиот негатор на геноцид. Добро, но еве оставете го него. На тој собир премиерот и одредени други политичари му аплодираа на Додик во присуство на рускиот амбасадор, додека го негираше, додека даваше анти-НАТО, анти-ЕУ поруки, но и додека го негираше геноцидот во Сребреница. Значи, тој аплауз, никој не се извини позади тоа. Чисто ти правам одредена паралела. Позицијата на Европската Унија е кој го негира геноцидот во Европска Унија, нема место за него која држава го негира геноцидот, нема место за него во Европската Унија. Ние во собранието на Република Северна Македонија имаме усвоено декларација со која се поддржува резолуцијата на Европскиот парламент со која се осудува геноцидот во Сребреница. Ние на хартија сме сите, но во праксата која ќе дојде, истото ти се случува сега и со Украина. На хартија он ќе дојде тука, ќе го поддржи собирот за поддршка на Украина, но на мејнстрим медиумите нема да видите ништо. Неговите гласачи тоа да не го видат. Во пракса исто нема ништо. И во пракса гледате нема ништо. Ние ќе си се подредиме позади Орбан. И сега има уште една многу интересна флоскула која они ја користат. Па добро, вика, Унгарија е членка земја на Европската Унија и на НАТО. А при тоа Орбанова Унгарија. А при тоа не гледаат која ќе не влечеше за влез во ЕУ. Да. При тоа не гледаат дека секој ден, на секојдневно ниво, имате расправи од сите држави во Европската Унија и од Брисел со политиката на Орбан. Да, и се погласни се напорите од одредени земји членки да воведат гласање со квалификувано мнозинство токму поради блокадите што им ги прави Орбан. Токму поради Орбан. И тој Орбан е денеска примерот по кој македонската влада го гледа демократскиот и економскиот развој. Резултатите не може да бидат подруги од тие кои ги има он, односно нарушување на демократијата и слабење и правото на економијата. И правото исто. Апсолутно. Мислам тука е